Македонија! Добро вечер, браќа и сестри македонци! Добро вечер на сите членови, активисти, подржувачи, симпатизери, на сите присутни. Добро вечер, ВМРО ДПМН! Централното одбележување на роденденот на ВМРО ДПМН. 20 години историја на ВМРО ДПМН, но и историја на Република Македонија. Одбележуваме 20 години од формирањето на една партија. Нашата партија, нашата визија за Македонија. 20 години, низ овие 20 години, заедно со својот народ, поминавме многу и бури, и бесни ветришта, и денови кога не огреваше сонце. Заедно низ се, денеска стоиме своји на своето, посилни од било кога. Единствено заради тоа што бевме и останавме заедно со својот народ. Никогаш не го подценувавме неговото мислење и неговите чувства. Никогаш. Затоа и гордо можеме да кажеме дека ВМРО ДПМН е партија на народот, а не на елитите. Да, нашите членови и истурени активисти не и припаѓаат на црвената аристократија, ниту се деца на традиционите херои. Нашите луѓе потекнуваат од народот и идеите кои ги застапуваат произлегуваат од народот. Затоа како партија сме ослободени од долгувања кон разни центри на моќ. Не му должевме на Белград и се боревме за независност. Не и должиме ни на Атина, па затоа и се бориме за името и за идентитетот. ВМРО ДПМН не е должник кон никого, освен кон оние кои му ја дадоа довербата, оние од кои произлезе и за кои постои. Тоа е народот, тоа се граѓаните на Република Македонија. Македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија. Ова го кажувам за да им ја расчистам дилемата зошто ВМРО ДПМН е толку упорно во битката за зачувувањето на националните интереси. ВМРО ДПМН не беше партија која произлезе по потреба, адхок, во моментите кога започна рушењето на комунизмот во Европа, символично почнувајќи со рушењето на Берлинскиот зид во 1989-та. Луѓето кои што го создадоа ВМРО ДПМН, идеолозите на ВМРО ДПМН, како што беше едно големо име во нашата историја, Драган Богдановски, например, но и сите други идеолози на оваа партија, како и многумина кои се приклучија на партијата во тоа време, има долга лична политичка историја, прогонства и јавсења, само затоа што во периодот од 1945 до 1990 веруваа дека ние треба да имаме собствена држава, со која самите ќе раководиме и самите ќе ја градиме, и цврсто веруваа во идеалите на историската внатрешна македонска револуционерна организација. Додека илјадници луѓе кои денес се во СДСМ
или пак некои од нивните родители, баби и дедовци раководеа и го бранеа комунистичкиот еднопартиски режим. Ја величеа Југославија, а ја потиснуваа Македонија. Го величеа комунизмот како највисока вредност, додека ги испраќаа во Идризово и во други затвори неистомислениците и македонските патриоти, додека ги ликвидираа оние кои според нив ќе застанеа зад македонизмот, по ВМРО и по независноста. Во исто време постоја и луѓе, голем дел од нив и во диаспората, затоа што немаше место за нив во земјата. Постоја и луѓе кои во тоа време не беа партија, но беа нешто многу посилно, беа движење кое имаше свој живот, своја кауза, своји припадници, своја идеологија и кое живееше и умираше со копнеш кон 4 букви ВМРО и со мислата за Македонија, за македонска држава, за независност и за сувереност, за својата Република Македонија. Тие луѓе немаа ниту државни, ниту во тоа време партиски функции, но има храброст и патриотизам. Тие луѓе се следбениците на внатрешната македонска револуционерна организација, која некои сметаа дека замре по Втората светска војна и дека никогаш повторно нема да постои. Но можеш да ги промениш учебниците и да шириш пропаганда, да користиш терор и да убиваш, да заплашуваш и да се закануваш. Но не можеш да уништиш една идеја ако е таа праведна, честна и силна. Таква беше идејата за независна Македонија. Таква беше идејата за ВМРО. Такво беше чувството на една огромна бројка на македонци кои, иако притиснати од режимот, не престануваа да мислат и говорат за својата идеја, за својата идеологија, за својата земја и за својот народ. Многумина од нив во 45-те години како жртви на комунизмот и како поддржувачи на ВМРО и Слободна Македонија ги положија своите животи и не дочекаа да ја видат слободата и независноста на Македонија. Такви беа Методија Андонов-Чентов, Панко Прашнаров, Петре Пирузе Мајски, Павел Шатев, Никола Полешина и уште многу други. Ним оваа вечер им изразувам голема благодарност и почит. Се поклонувам пред нивното дело и жртва. За многумина од нив ги обновуваме сведоштвата со изградбата на Музеот на македонската борба, Музеот на ВМРО и Музеот на жртвите на комунизмот, која што треба заскоро да заврши. За среќа, огромна маса на луѓе го преживеа тој период и се подготвуваше за моментот кога ќе се појави и кога ќе се создаде историската шанса. Историската шанса за независна Република Македонија.